Власта ги разреши дилемите. Прво ќе убедува опозицијата да ги поддржи уставните измени, но доколку не најдат заеднички јазик, ќе распише предвремени парламентарни избори. Топката според портпаролот на владата е во собранието и таму треба да се обезбеди двотретинско мнозинство за да поминат измените, но спротивно, неизбежна е втората опција – процес за избор на нови пратеници. Сметаме дека пратениците на опозицијата треба да ја почитуваат волјата на граѓаните во собранието без никаква дилема. Во однос на разговорите, тоа прашање треба да го адресирате кон политичките субјекти кои што се дел од парламентот. Нашиот став како влада е тоа. Разговорите со пратениците и обезбедување на двотретинско мнозинство во собранието. Се разбира, доколку се исцрпат овие можности, најавени се и како втората алатка во секоја демократија, тоа се предвремени избори. Преговорите меѓу мнозинството и опозицијата мора да бидат брзи, а исход од нив треба да има во следните неколку денови и да се пресече дали пратениците на ВМРО-ДПМН ќе ги поддржат уставните измени или ќе бидат распишани нови избори, вели аналитичарот Алберт Муслију. Според него, ниту Заев, ниту Мицкоски немаат многу простор за маневрирање, бидејќи мора да се запазат роковите за имплементирање на обврските од договорот со Грција. Во овој случај не постои можност одена пред денот на изборите со државата да раководи пржинска влада, нешто што беше договорено на последната лидерска средба, вели Муслију. После тоа што се случи на референдумот, непредвидливи се действијата од страна на ВМРО-ДПМН, но во секој случај временскиот лимит е тој што ги ограничува нивните маневарски движења, така да нема или ВМРО-ДПМН ќе им сугерира на пратениците да ги поддржат уставните измени или ќе се објават предвремени избори, зашто бројките ги има мнозинството. Така да тука тој тајмфреймот е многу лимитиран за да може други активности кои се од поширок карактер евентуално и да се предвидат. Во една од последните изјави за медиумите, премиерот Заев истакна дека нови избори можно е да се одржат на 25 ноември, а за тоа да се случи, собранието треба да донесе одлука за распишување најдоцна до 10 октомври. Тоа остава простор за евентуално преговарање меѓу партиите уште само една недела.